Денеска донесовме одлука за програма за субвенциониране месечни трошоци за вода на социјално радливи категории на граѓаните за 2019 година. Со тоа се изменува програмата за субвенционирање на граѓаните приматели на постојана парична помош со 5 метри кубни од сметката на вода. До сега со оваа програма беа офатени околу 300 домаќинства и ја прошируваме на категоријата приматели на минимална за гарантирана помош, категорија со која се офаќаат над 1000 домаќинства во општина Прилеп. Тоа значи дека ние како Општина Прилеп, како Совет на Општина Прилеп, изјавуваме на граѓаните со субвенционирање на 5 метри кубни од сметките за вода кои што ги издава јавното комунално претпријатие Водовод и канализација Прилеп. Знаете дека досега беа офатени околу 300 домаќинства, со оваа денешна одлука се офаќаат над 1000 домаќинства кои што ќе бидат субвенционирани од страна на Општина Прилеп со 5 метри кубни од сметките кои што ги издава јавното комунално претпријатие Водовод и канализација Прилеп. Дополнителна точка која што денеска разгледувавме, тоа е проект за поддршка на регионалната заедничка комора. Со оглед на тоа дека заедничката комора од 2001 година наваму се соочува со една финансиска криза, односно финансиски проблеми кои што ги има во Сдружение на граѓани. Знаеме сите добро од колкаво значење ова заедничка комора за Прилеп. Советот на општина Прилеп донесе одлука да им излезе во прсет, да со одреден број на средства да им помогне во делот на регулирање на обврските кои што ги има спрема Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Од точки на ДВР денеска ќе напоменеме дека и донесување на предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2019 година. Практично тоа значи дека уредување на градежно земјиште, односно уредување на градежно земјиште на подрачјето од населено место Волково до населено место Прилепец, односно до манастирот Свети Никола. Ова е крајна фаза во делот на обезбедување на услови за да се изврши реконструкција на овој пат кој што е од круцијално значење за граѓаните кои што имаат одредени потреби користење на овој пат од населеното место Волково до населеното место Прилепец до манастирот Свети Никола. Донесена предлог одлука за доделување на средства на Сдружение на граѓани и фондации како и спортски клубови во областите од надлежност на општината, појавни од повик кој што беше пред известно време. Знаете дека ова е втора одлука која што досега Советот на општина Прилеп ја носи на еден транспарентен начин за распределување на средства од буџетот на општина Прилеп за Сдружение на граѓани, фондации, спортски клубови и невладини организации. Се со една цел ние како локална самоуправа да им излеземе во прсет на овие граѓани во исполнување на сите оние обврски и активности кои што ги има предвидено во своите планови на овие здруженија на граѓани. Можам да потенцирам тоа на задоволство на сите дека овие одлуки беа донесени едногласно во Советот на општина Прилеп. Одлуките се донесоа и едногласно и на Комисијата за финансирање и буџет. Тоа значи дека на еден транспарентен начин Советот на општина Прилеп, општината ги распределува средствата на овие здруженија на граѓани, се со цел да им излеземе во прсред во реализација на нивните проекти за теконата година. Денеска Советот на општина Прилеп донесе одлука за формирање на локален совет на превенција. Тоа е законска обврска која што има Советот, се со една цел да донесе одлука за формирање на совет на превенција во кој што постојани членови се градоначалникот како претседател на овој совет за превенција, претседателот на совет, командирот на полициската станица Прилеп и началникот на надворешната канцеларија за криминалистички работи од општа надлежност Прилеп како постојани членови, а тука по потреба ќе се повикуваат и сите преостанати институции во оној дел во делот во кој што би имало потреба во заседавање на овој совет за превенција.